Штипскиот музеј номиниран за наградата Жива за најдобар музеј, која Интернационалната фондација Форум на словенски култури ја доделува трета година поред. За наградата оваа година на конкурсот аплицирале 19 музеи од 10 земји. Постојат голем број на критериуми кои треба да ги поседува еден музеј за да го добие ова значајно признание. To se pravi, kakvi programi, kakve aktivnosti u muzeju sve se odvijaju. Нашите критериуми се достапност на музејските активности до граѓаните, какви активности се подготвуваат, за која публика, дали тоа се изложби, работилници, дали музеот е присутен на терен или работи само во своите простории. Но не се цени само обемот на работата на музеот, туку и квалитетот на реализација на програмата. А посебна оцена музеот добива за неговата соработка со локалните институции и музеите во поширокиот регион. Сурадња прво у граду и у региону. На овој начин нашиот музеј ќе ја зголеми соработката со останатите словенски музеи, а исто така ова представува можност за наша подобра промоција и привлекување на посетители надвор од границите, истакна директорот на Штипскиот музеј Читкушев. Да запознаеме колеги од другите музеи, да воспоставиме некоја можна соработка и од таа можна соработка да го подигнеме нивото на нашето работење на едно повисоко ниво. Музеот од Штип со своите разновидни содржини и различните постановки кои ги има и истовремено културно-историското богатство кое го нуди градот, има потенцијал за негова поголема афирмација. Ова е шанса за Штипскиот музеј кој има многу потенцијали во него, многу содржини различни, да го прикаже богатството со кое располага и да се разменат искуства со навистина етаблирани и познати музеи во Европа. Минатата година Музеот за народна борба на Македонија во Скопје на конкурсот за наградата Жива ја доби специјалната награда за необични презентации. Представуваме пред нашите посетители необични сцени на изненадување кои се наоѓаат низ поставката распоредени. Не очекувајќи гостите, наеднаш некој од фигурите оживува, а всушност се работи за живи луѓе кои се облечени во истите носи и униформи кои се во самиот музеј, кои ги носат и самите восточни фигури. Тоа го препознаа како една појава која не е вообичаена во музеите, а која ја прогласија за новитет. Кој музеј ќе ја добие наградата Жива ќе се знае во јуни, а доделувањето на наградите ќе биде во септември. Првата година музеот од Нови Сад Матица Српска ја доби наградата Жива за најдобар музеј, а музеот Толстој од Јасна Полјана од Русија го доби ова признание минатата година.